Него сега да ве подсетам. Член 80. На почеток на претрес по секоја точка од дневниот ред предлагачот, односно представникот на предлагачот може да даде дополно образложение или појаснување. И тоа го направи подпредседателот на собранието, каде што имаше доблест, тоа го има и во стенограмите, да прочита кои колеги се наред да зборуваат за точката број 29, прогласување на дел од Шар планина за национален парк. Не беше спорно. Маја Морачани ја прочита последна, колешката Маја Морачани зборуваше прва. И ги слушнавме во ред, не е спорно. И ги слушнавме тие 7-8 предлози. За точкава да не заврши во тој ден кога се одржуваше, продолжи утрешниот ден и утредента ни се појавише десетина луѓе нови на списокот. Сега председателе, дали вие го почитувавте деловникот по член 80 или членот 80 став 2, претресот трае додека не се исцрпи на листата пратеници кои се пријавиле за збор. Пријавени за збор од стенограмите може да видиме кои сме. Значи имало дополна на списокот. Имало дополна на списокот. Дали е договарано со некои координатори заменици, не е битно. Значи имало дополна. За денес, кога интерпелацијата за работата на министерот Спасовски, да важи деловникот стрикно како што треба да важи. Да искористам приликата, пошто зборувате подолго од мене, не са 3 минути како и јас, координација се организира за да се договориме што ќе се координираме. Зошто да идеме на координација, кога минатава недела имавме координации за петиот пакет на мерки, кај што вие рековте на координација, јас и сите присутни во средата, до петок закажуваме седници, се враќаме повторно на стари теми. За во четвртокот вечерта да дојдете со предлог за таа 36-та фамозна седница на дневен ред. Значи, координацијата е за ние како координатори да се договориме со вас што е тоа што ќе се случува за да ги известиме пратениците. Вие јавно, стрикно ни рековте, иако јас, колегата Апасиев, колегата Митрески, рековме да се одржи таа седница во четвртокот. Не ни дозволивте. И идете четвртокот, средата е координација во попладневните часови, идете четвртокот, надворот се договорено од координација, надворот се она што зборувавме, закажувате седница. Која е причината јас да доаѓам на координација? За само да ви ги оправдувам, собирајте се вие од власта и правете си координација. Очигледно ниту ја почитувате опозицијата, нити дозволувате да се случи. Ајде денеска, ако сме закасниле 2 часа околу списокот за предавање, која е нашата вина за интерпелациите на Маричич и на Николовски? Затоа што официјално тие интерпелации не дојдоа на седница на дневен ред. Ги тргнавме како сите 30 закони од таа. За на првата наредна седница, на предлог еден закон од колегата Митревски, да се стави како предлог за дополнување на дневниот ред, тоа што од власта да помине, а интерпелациите да ги третирате дека сме ги повлекле од седница. Затоа, председателе, војните аршини ги гледаат и граѓаните, а најмногу од сега ги гледаат пратеници. Благодарам и на вас.